Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов имаше работна средба со представници на Министерството за финансии и Светската банка на повидок и изградба на нова градинка во Кавадарци. За останатите детали Панов информира во изјавата за медиумите. Кај мене беа на некој начин на работна средба представници од Министерството за финансии кои што се задолжени за комуникација и имплементација на проектите поврзани со Светска банка. Бев информиран дека Кавадарци е при крај, односно при завршување на сите формалности за повлекување на кредитни средства од Светска банка со поволен кредит, со 3 години грејс период и 8,5 години период на враќање. Износот се уште не е утврден, меѓутоа ќе се движи околу 50 милиона денари. Овие пари ќе бидат наменети за комплетна реконструкција, доградба на одредени воспитно-образовни институции во градот. Тие моментално отидоа на терен да ги разгледаат сите овие проекти кои што се веќе неколку месеци поднесени во Светска банка. И исто така ја добив добрата вест, а тоа е дека Светска банка ќе може да финансира изградба на нова детска градинка во Кавадарци, бидејќи првобитниот концепт на Светска банка беше учество на пари во реконструкција на постоечки градинки. Ние како општина Кавадарци на ниво на Република го наметнавме ова прашање и побаравме да ваквата намена се смени од Светска банка со посредство на Министерство за финансии, нашиот министер за финансии, издействувавме да овие пари сега се користат и за изградба на нови детски градинки. Асфалтиран и проширен е патот до селото Страгово во должина од 1 километар од спојот со регионалниот пат Кавадарци-Мушовград. Оперативата на градежното предпријатие Гранит заврши со асфалтирање и проширување на првиот километар од патот кој води кон селото Страгово. Реконструирана е најлошиот дел од овој пат од спојот со регионалниот пат Кавадарци-Мушовград кон селото, а пролетта ќе се изврши целосна реконструкција на овој патен правец. Ќе се реконструираат преостанатите 5 до 6 километри. Денеска градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов беше во обиколка на овој дел со цел да се огледа како е завршена реконструкцијата и најави подпишување на договор меѓу Агенцијата за државни патишта на Република Македонија и Гранит за преостанатиот дел кој ќе биде исто така реконструиран. Ова е фактички најкритичниот дел од оваа делница. Ние инсистиравме, бидејќи имавме некои проблеми, односно Агенцијата за патишта имаше проблеми околу несечниот избор на изведувачи на оваа делница. Токму заради тоа инсистиравме барем првиот километар да биде направен. До овие денови имавме и технички прием од страна на службите на локалната самоуправа и изведувачите. За среќа, еве, овој километар, првиот километар е завршен со посредство, односно како изведувач од Гранит. И морам да во интерес на јавноста, во интерес на луѓето кои што гравитираат на овој дел, да кажам дека деновиве ќе се потпиши договорот повторно со Гранит за дозавршување на овој патен правец. Значи нема враќање назад. Се надевам дека и тврдам дека Гранит како сериозна фирма ќе си ја заврши дадената работа. Меѓутоа, заради временските околности очекувам да овие наредни 5 до 6 километри бидат завршени во текот на пролетниот дел, така што наредната година ќе бидеме сведоци на реализација, на комплетна реализација на овој патен правец кој што долго време го најавувавме, меѓутоа знаете, нели, како резултат на неуспешните тендери еве се развлече повеќе од година и пол. Со квалитетната реконструкција на патот Кавадарци-Мушовград и со изградбата на патот до Страгово се создаваат основните предуслови за повторно заживување на селата од бушавијата. Со ова патна инфраструктура, како проект на владата, на тлото на локалната самоуправа Кавадарци се ствараат првите предуслови да можат поголем дел од луѓе кои што имаат свој имот, па и оние кои што сакаат да купат имот во овој дел, да како викендаши и така натаму, да можат тоа да го реализираат. Значи ги имаме сите предуслови. Во делот на квалитетна вода за пиење ќе завршиме овие неколку дена, со тоа што нели голем дел од селата ќе пијат квалитетна и хлорирана вода. Патната инфраструктура е солидна, сега е и многу добра. Напојувањето со струја е редовно, така што мислам дека
се што значи оние елементарни услови за луѓето да се вратат и да стопанисуваат, па и зошто да не и да се прошируваат дејностите на во овој дел од Тиквешијата се исполнети. И јас би сакал ова прилика да ги повикам сите кои што имаат можност на или имаат некаков план, бизнис план да го насочат во овој сектор, затоа што ги имаме сите предуслови и затоа што сепак тука има и многу државно земјиште кое што може да се купи за €1 по квадрат. Доволно е само да се изрази интерес, а ние како локална самоуправа стоиме на располагање од 3 до 5 месеци да сите формалности ги завршиме и да на некој начин им го дадеме тоа земјиште за да можат да го стопанисуваат. Со донација од приватната компанија Кожувчанка Кавадарци се изврши комплетна промена на вратите и прозорците на одделот за вакцинација при јавната здравствена установа Здравствен дом. Приватната компанија Кожувчанка како општествено одговорна компанија ги продолжува хуманите активности во општеството. Со донација од €3.000 помогна да се изврши целосна замена на вратите и прозорците на објектот за вакцинации, што работи во склоп на јавната здравствена установа Здравствен дом Кавадарци. Објектот е изграден пред 50 години и беше неопходно да се подобрат условите за работа, како на персоналот, така и на дечињата да бидат соодветно примени, вели директорот на Здравствен дом, доктор Никола Трендафилов. Објектот е стар половина век, дограмата, односно прозорите, се исто така стари, беа стари, веќе во минато време зборуваме половина век, не диктува, значи условите за работа на персоналот беа релативно лоши, значи не можевме да се стоплиме зимно време, летно време не можевме да се изладиме. Тука доаѓаа нашите најмили најмали. И еве сега, благодарение на големиот донатор, човекот со големо срце Митко Јанчев и Кожувчанка, ни возможија да ги ставиме комплетно нова ПВЦ столарија во овој објект, со што овозможуваме одлични услови за работа на персоналот и пред се и над се нашите најмили ќе можат да бидат прегледувани, вакцинирани и систематски прегледи да бидат извршувани во простори изолирани по сите најнови стандарди. Собственикот на Кожувчанка Јанчев вели дека и во иднина компанијата ќе донира за подобрување на условите за живот во општеството. Ќе продолжиме со хумани гестови од нашата компанија, се разбира во рамките и можностите на нашите средства. Инаку, по барање на Здравствен дом Кавадарци, поточно на директорот доктор Трендафилов, за потребите на простор за вакцинација, определивме промена на прозори на врати, така да мислам дека сега ќе имаат подобри услови и за функционирање на самиот персонал, меѓутоа и за најмладите кога доаѓаат да бидат во подобри услови примени. Вредноста на оваа донација е околу €3.000. Во јавната здравствена установа Здравствен дом ќе продолжи да се реализира и втора фаза за реконструкција на објектите и градоначалникот Панов најави финансиска помош за реконструкција на одделот за брза помош. Ова е една договорена работа од претходно, заедно со ЈЗУ Здравствен дом и директорот на Кожувчанка, Синалко, да како тројца субјекти, односно како двајца финансиери, завршиме еден поголем проект за ЈЗУ Здравствен дом, а тоа е да ја докомплетираме замената на целокупната столарија и со ова, со завршувањето, со донацијата на Кожувчанка и со она што ќе следи од локална самоуправа како втора фаза, да во 100% завршиме еден проект, поголем проект, кој што има за последица целокупна замена на ПВЦ столаријата. До сега сме секогаш во буџетот снимале одредени ставки и за двете здравствени институции од градот. Ова наше учество е само дел од тие средства кои што тие имаат можност да ги користат и е одлука и програмска определба на Советот и градоначалникот на општина Кавадарци. Денеска се одбележува Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе на тема трговија со деца како најбрзо растечка форма на меѓународниот криминал низ основните училишта во Кавадарци, предава инспекторите за превенција.
И годинава во Кавадарци одбележан денот за борба против трговијата со луѓе. Инспекторите за превенција од полициска станица Кавадарци ги започнаа предавањата низ основните училишта. Целна група им се 7 и 8 оделенците, а темата е трговијата со деца како најбрзо растечка форма на меѓународниот криминал. Со основците од Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето на оваа тема дискутираше инспекторот за превенција Благица Кицева, која во изјава за КТВ одговара на повеќе прашања поврзани со денешното предавање. Денес кога одбележуваме меѓународниот европски ден за борба против трговија со луѓе. Полициска станица активно се вклучува како и секоја година во едукативни превентивни предавања во врска со предметната тема. И целта ни е да ги опфатиме 7-те и 8-те оделенија од училишта со цел да бидат истите информирани кои се последиците од нелегалната трговија со луѓе. Денес имаме две предавања во основното училиште Тошо Велков Пепето и во основното училиште Динка Ангелов Габерот, со тоа што предавањата ќе продолжат и во текот на идната недела. Како што кажав, опфатени се учениците од 8 и од 7 оделение. Презентациите ни се направени со неколку филмови, анимирани сцени од последици од причини за трговија со луѓе, и целта ни е интерактивно да ги вклучиме младите да бидат што повеќе информирани за тоа кои се начините на спроведување на таа трговија со луѓе. Значи, целта ни е што повеќе да ги информираме, да ги едуцираме и да ги предупредиме за последиците кои може да настанат со таа трговија со луѓе. На ниво на Република Македонија може да кажеме дека нема некој алармен податок за тоа колку и како има жртви од трговија со луѓе, конкретно од трговија со деца. Бидејќи се наоѓаме во училиште, каде што децата ни се основни лица кои треба да бидат информирани со оваа тема. Кавадарци е релативно мирно место на живење, но сметам дека секоја информација е добродојдена, бидејќи ова е меѓународен и најбрзо растечки меѓународен криминал. Може ли накратко да ми кажете, бидејќи најмладите, децата од основно се најчесто на интернет, со тие комуникации, колку интернетот може да ги привлече во ланците или патот кон трговијата со луѓе? Значи, со развојот на интернетот и со развојот на овие други останати мас медиуми, многу е голем ризикот од привлекување на жртви од трговија со луѓе. Затоа и како што спомнав и при овие презентации, најмногу ги информираме за тоа како да се информираат тие за оние врски или пак оние начини на кои најчесто трговците ги привлекуваат најмалите лица, односно децата. Затоа интернетот е еден од интернетот е позитивна страна на информирање од областа на глобалните информации, но сепак е и многу голем ризик и причина за мобилизација на жртви во трговија со луѓе. Годишно во светот 2,4 милиони луѓе се жртви на трговијата. Од нив 1,2 милиони се деца. Жртва може да биде било кој, затоа младино, биди внимателна, отвори ги очите, порачува полицијата. Денот за борба против трговијата со луѓе одбележан и од Општинската организација на Црвен крст Кавадарци. Со низа активности борба против трговијата со луѓе ќе води и Општинската организација на Црвен крст Кавадарци. Младите од клубот на млади волонтери на организацијата активностите и целта ги најавија денеска на пресконференција. Преку флаери и анкети ќе комуницираат со своите врсници и возрастните. Повод 18 октомври е Европскиот ден за спречување на трговија со луѓе. Во Општинската организација на Црвен крст Кавадарци ќе се спроведат повеќе активности, и тоа информирање на граѓаните преку локални медиуми, одржување на работилници во трите средни училишта и спроведување на анкета на градскиот плоштад. Трговијата со луѓе представува феномен на модерното општество каде се злоупотребуваат човечки животи и нивните основни човекови права со цел стекнување на материјална корист. Општинската организација на Црвен крст Кавадарци согласно статутот на организацијата работи на намалувањето на човековото страдање и од тие причини се обележува овој ден. Оваа година, 18 октомври, Европскиот ден за спречување на трговија со луѓе, ќе биде обележан под мотото "Црвеното ѕвоно ѕвони", со цел да ги разбуди, односно освести сите за тоа дека нешто лошо се случува.
Постои превентивен пакет за информирање на луѓето преку прирачници, картички, брошури за деца и возрастни, плакати кои се ставаат на видни места и служувалки кои кога ќе се соединат се создава порака за спречување на трговијата со луѓе. Црвениот крст и во идниот период преку сите претходно споменати алатки ќе действува во спречување на трговијата со луѓе. Општинската организација на СДСМ Кавадарци по повод денот на гладта го посети Црвениот крст во Кавадарци, донираше облека за загрозените. Председателот на општинската организација Зоран Ѓорѓиев рече дека СДСМ со поддршка од граѓаните ќе се стави во функција за секој граѓанин да добие услови за достоен живот. Денеска во општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Кавадарци во соработка со форумот на жени по повод на делата на гладта спроведува хуманитарна акција. Целта на оваа акција е да се даде еден скромен придонес за најзагрозената категорија граѓани и воедно да биде апел за алармантната состојба на поголем број сограѓани кои се наоѓаат на работ на својата екзистенција. Без разлика на розовите реклами кои ги гледаме секојдневно на ТВ екраните, сите сме сведоци на тешката економска состојба во која се наоѓаме. Скапите пропаганди за лажниот развој кои се обидуваат да го прикажат низ медиумите, воопшто не ја менува суровата вистина за тоа дека секој ден станува се потешко да се прехрани семејството. Социјалдемократскиот сојуз со поддршка од граѓаните ќе се стави во целосна функција за ова реалност да биде изменета и конечно на секој еден граѓанин да му се обезбеди услови за достоинствен живот. Општинската организација на ВМРО ДПМН синоќа одржа трибина за да и се заблагодари на владата на Република Македонија за залагањата кои таа досега ги има во образованието и информатичката технологија. Општинската организација на ВМРО ДПМН од Неготино изрази благодарност и поддршка до владата на Република Македонија за досегашните нејзини залагања во областа на образованието и информатичко-телекомуникацијската технологија. На трибината која се одржа синоќа во салата за состаноци при општинската зграда на Неготино, говореа млади членови на партијата кои што ја поддржуваат идејата за инвестирање во образованието и информатиката. Почитувани, Комисијата за образование при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Неготино во соработка со УМС оваа вечер организира трибина на тема информатичко-комуникацијска технологија. Сериозноста на заложбите на ВМРО ДПМН во напредувањето на воспитно-образовниот процес на сите степени е јасно видлива, преку модернизација на наставните програми, како и во успешноста на неколку проекти како што се Е-дневник, Е-матура, електронска проверка на постигнувањето на учениците, изградба на спортски сали во училиштата, задолжително основно и средно образование, бесплатните учебници, бесплатниот превоз на учениците и многу други проекти. Токму од овие заложби, ние бевме поттикнати да ја организираме оваа трибина, која ќе биде еден вид благодарност за досегашната заложба на ВМРО ДПМН во образовниот процес. Почитувани, да продолжиме да го следиме и да веруваме во слоганот знаењето е сила, знаењето е моќ. ВМРО ДПМН верува дека знаењето е единственото богатство и затоа вложува во него. Од ВМРО ДПМН и Неготино додаваат и дека информатичко-телекомуникацијската технологија е една од клучните алатки за подобро образование во Македонија. Во Агенцијата за поддршка на земјоделството над 20 лица се пријавиле за субвенции во продолжениот рок. Над 20 лица дополнително пројавиле интерес за земјоделски субвенции во подрачната единица на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Кавадарци по владината одлука за продолжување на рокот за пријавување за субвенции, информираше денес раководителот на службата Лазе Стамаџиев. Благодарение на одличниот потек на владата, сега до субвенции ќе додат и оние кои од било кои причини не успеале да аплицираат навреме за субвенционирање на нивното производство. Рокот беше продолжен до 20 овој месец, а ваквата одлука најде на задоволство кај земјоделците од Кавадарци и Росоман, рече Стамаџиев. Тој додаде дека и во продолжениот рок, како и претходно, тие остануваат на располагање на земјоделците кога се во прашање советите и помошта околу самото аплицирање за субвенции. Синоќа во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше отворена изложба на делата создадени од млади ликовни уметници на ликовната колонија Вила Тодоров Кожев.
37 дела, создадени од рацете на 12 млади уметници од Кавадарци и Македонија, инспирирани од убавините на Кожув планина, се дел од ликовната изложба Вила Тодоров Кожув. Дела создадени на истоимената ликовна колонија, што се одржа во средината на август. Од синоќа, овие дела се достапни за кавадаречката ликовна публика. Изложбата е отворена во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во рамки на манифестацијата Кавадаречка културна есен. Ова вечер е показател на уште еден вреден настан кој што Кавадарци е водечки во Република Македонија во областа на ликовната уметност. Со ова покажуваме дека не случајно Кавадарци пред неколку години беше град на култура, не случајно Кавадарци го нарекуваат градот на ликовната уметност, градот на Перо Мазев, градот на Гичо Чемерски, Симон Шемов и да не ги редам, значи сите поред ликовни уметници. Еве, ова вечер присуствуваме на отварање на една изложба од ликовна колонија, која што има добри кавадарчани, добри фамилии, кои што ја сакаат ликовната уметност и кои што улагат делот себе, делот собствените материјални добра, за да се направи нешто културно. Ова вечер е трета поред ликовна колонија Вила Тодоров Кожув. Собственикот на КТВ телевизија Маријан Тодоров со својата фамилија, значи е организатор, донатор и се поред како што е за да се направи еден оваков настан. Академскиот сликар Ристо Соколов Сокол 10 дена го споделуваше своето искуство со младите уметници, им помагаше со совети да создадат дела кои синоќа добија високи оцени. Се дружевме и сега целиот плод се гледа овде на оваа изложба и јас мислам дека многу дадоа младите, да не кажувам дека се млади, него они ќе бидат идните големи уметници ако продолжат така како што беа здружени таму тие 10 дена. Тие 10 дена беа прекрасни. Значи ние кажуваме што е позитивно. Значи природата е многу позитивна работа, а и позитивни се и уметниците што се вклопија во таа природа и се створија своите инспирации. Јас приметив многу техники, многу начини на работа и со нив со разговор, со директно работење, дојдовме до тоа да се створи едно дело кое дело те носи сами од себе во цел живот. Изложбата ја отвори градоначалникот на Кавадарци Александар Панов, кој посака ликовната колонија Вила Тодоров Кожув да има континуитет и да прерасне во меѓународна колонија и ја вети поддршката на локалната самоуправа за такво нешто. Најнапред дозволете ми да се заблагодарам на Маријан Тодоров, на неговата фамилија, на КТВ телевизијата, кои што се главните покровители, донатори и организатори на оваа ликовна колонија. Да исто така им посакам еве третата година да символизира едно свето тројство или третата година да означи еден минимум за одбележување на четвртата, петата и 30-та и понатаму години. Исто така да се заблагодарам што оваа ликовна колонија е дел од Кавадаречката културна есен, односно што на некој начин ја подарија, условно кажано, на Кавадаречката културна есен да биде дел од содржините на оваа манифестација. Видов тука еден богат колорит кој што е пренесен од нашите планини, нели во зависност од тоа кој око како гледа и која рака како тоа го пренесува на платно. Моја искрена желба е да оваа ликовна колонија продолжи и понатаму. Јас еве тука пред сите можам само да дадам едно ветување, доколку имате било какви потреби, локалната самоуправа е спремна да помогне во идните организации. Посакувам да колонијата биде да добие и меѓународен карактер, да доаѓат еминентни академски сликари и да секако преку кавадарчани кои што се базата на сликарството во Република Македонија се промовираме секаде во светот. Турско културно-уметничко друштво од Бремен, Германија во Неготино одржа заеднички концерт со културно-уметничкото друштво Ацо Ѓорчев од Неготино. И двете друштва настапија со ора кои се главни обележја на нивниот фолклор.
Заеднички фолклорен концерт на турски и неготински фолклористи. Турското фолклорно друштво од Бремен, Германија вчера вечер настапи во Неготино заедно со културно-уметничкото друштво Ацо Ѓорчев од Неготино во националната установа Центар за култура Ацо Ѓорчев. Играорците настапија со повеќе различни народни ора и игри кои што се препознатливи за регионот од кој доаѓаат и за тамошниот народ. Концертот го отвори и добре дојде на гостите им посака директорката на Центарот за култура од Неготино Мирјана Јованова. Таа истакна дека фолклорот е нашата суштина, нашата природа и целокупното народно богатство што го имаме наследено од нашите предци. Синокешниот заеднички концерт не е прва соработка на овие две фолклорни друштва. Тие веќе неколку години наназад активно и интензивно соработуваат. Еколошка акција беше реализирана денеска во училишниот двор во Росоман, беа посадени јасенови дрвца. Екоакција во Росоман во организација на екоодборот на Основното општинско училиште Пере Тошев во Росоман во соработка со еколошкото друштво Екоживотот Кавадарци. Денес во одборот на ова училиште учениците и нивните наставници засадија 20 дрвца јасен. Не мора да е ден на дрвото за да се засади дрвце. Дрвца треба да се засадуваат секојдневно затоа што на тој начин даваме свој придонес кон подобрување на животната средина во која живееме, а ја подигнуваме и еколошката свест на населението, рече за медиумите председателот на Екоживот Роберто Паризов. Садниците јасен се обезбедени од подружницата на јавното предпријатие Македонски шуми Борот Кавадарци. Ова е чекор напред во остварувањето на еколошката мисија на училиштето и добивањето на еколошко знаме, како доказ за успешно спроведување на екоактивности, нагласи Паризов. Утре во текот на денот по студеното утро ќе биде претежно сончево и потопло со температура до 20 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.